Зборувајќи за традицијата, за негувањето на македонскиот фолклор или за негувањето на македонскиот мелос, мислам дека нема поверодостојни од нив. Бендот, да, кој што веќе 3 децении или 30 години успешно обстојува во Македонија и надвор од неа секако, како вистински амбасадори на нашата земја, секако Синтезис. До мене Радослав Шутевски Шуте и Гоце Узунски денеска во студиото на Утринска на Телма. Добре ни дојдовте. Добре. Не сме се виделе така некој период, ама да знаете колкава среќа беше кога се прочита информацијата дека се враќате со концерт, дека некако го акцентирате моментот 30 години Синтезис и вистина кога ќе направиме рекапитулација што не сме поминале заедно со вас. Колку помина годините. Помина годините. Јас најбоље да, мене многу брзо. Многу брзо затоа што цел живот се бавам со музика, се дружам со млади луѓе, па го одржуваат и они. Ти го одржуваат. Да. Па еви ви младите осеќаат дека летаат годините, не кажам јас како е. Не, и вистина сериозно, затоа велам што се не поминавме со вас како Синтезис, какви трансформации, меѓутоа останавте достојни на фокусот и на македонскиот мелос, затоа велиме кога ќе ве прашам дали денес сериозно може да се остане автохтон, автентичен, апстрактен во својот дел и покрај сите можеби проблеми во светот на музиката, дискографијата, сепак да се остане автентичен. Која беше формулата? Само да збор ќе кажам, па ќе го пуштам Гоце да каже. Јас сум од тие што свири помодерни звук на бубњи, он е тој што ги свири етно инструментите. Тапано трабуката и тие, така да тој спевата. Ја сме тие што правиме најголема галама. Добро, ние сме група која што кога се формиравме, никој од нас не помислуваше дека ќе обстанеме 30 години и ќе славиме денес јубилеј. Сплотени сме карактерно, право како луѓе се, значи во групата нема промени да се случиле, освен една на почетокот. Сите сме пријателски и другарски настроени и се трудиме да создаваме музика, ние работиме некомерцијална музика. И за сите вредности. Значи не сме по секоја цена да не има на телевизија или да снимаме нешто колку да се каже дека сме снимале за да бидеме активни. Ја сакате повеќе музичката работилница колку можеби експлоатирањето ваше? Добро, знаете, народната музика е создавана со години од нашите генерации предци пред нас што живееле
и е многу тешко да се обработи народна музика, студиозно како што треба, односно да се надгради. Затоа што една народна песна е создавана од повеќе луѓе. И сега, ако ние тој готов производ го земеме и го унаказиме, не сме направиле ништо. Тенка е, мислам, границата помеѓу тоа да направите... Сега ние имаме среќа да доста од нас се занимаваат професионално со музика и имаме доста материјали, доста слушано на музика, акумулирано низ текот на годините, така да сме од тој аспект многу, како да кажам, ригорозни и остри самите према себе си, за да не направиме некоја грешка и да оставиме нешто што навистина ќе трае. И според тоа што се случи на концертот, луѓето очекуваа концерт од нас, помина фантастично, имаше многу емоции, многу... Па и така беше најавено ваше. Значи дека е нешто што стварно оставило траг, како што кажуваш. Верувам дека убав впечаток ви остави на сите членови на Синтезис концертот кој што неодамна го имавте, имаше и изложба и луѓето, односно посетителите, навистина беа презадоволни од тоа едно музичко патешествие што вие им го понудивте, нели сумирано таа вечер, а претходно создавано 30 години. Малтани да нема место на светов, односно континент каде што не сте биле и не сте настапувале. Верувам дека амбициите растат после овие 30 години. Што ќе биде следно со оглед на тоа што музиката ваша, испеана, интерпретирана на македонски јазик, е прифатена насекаде во светот. Уште еднаш го потврдуваме моментот дека музиката е универзален јазик и дека нема бариери. Прекинам ги ти подам збор, Гоце што кажа тоа. Кај нас, за разлика од другите кои обработуваат македонската музика, никогаш не си дозволуваме пеењето да се отпее на друг начин, него што е пеено некогаш. Она што ние го правиме како аранжмански, приод за да се слуша и надвор и тука, тоа е друга приказна. Инаку пеењето никога до сега не сме си дозволиле ни еден тон да се смени у пеење, ни еден збор. Така да тоа стана и автентично онака како што се пеело, пред 100 години се пеело, имаме и книги кои пред 100 години се печатени со македонски народни песни. Татко му е исто така собирач беше проти собирач на народниот нини од крај од Беровски, од крај таму. Така да имаме стварно многу материјали, многу истражувано, работено на тоа, да не си дозволиме да нешто направиме што не чини, што како се прво ние ќе се треба позитивно расправаме кога го работиме, за да искочи тоа како треба. Затоа беше упатено прашањето на самиот старт, кога во светот денес музиката знае да се сквернави, да се обезличи, тоа е можеби некоја конкретна ваша формула на која што или постулат со кој што постојано имате некакво гесло кое што се движите и знаете дека нема отстапки, нема компромис во Синтезис за нешто. За нашка и на кај нас бива тоа. Македонската музика сама по себе е, како да кажам, единствена на свој начин. Многу силна и многу допира до луѓето што биле надвор од државата, што не слушале на концерт. Не зборувам за наши македонци кои што се иселени, за странци кои што ниту знаат каде е Македонија, ниту го знаат јазикот, ниту разбираат од текстот на песните, ама музиката допира до нив. Само и од склоп на инструментите, костимите на девојките, светло, нашите одмислени концертни номери како да кулминира концертот, сето тоа влијае да го прифатат со големо да помине добро, да кажем. И сегде сме биле добро прифатени, така да стои податок дека имате над 500 одржани концерти? Отприлика ако бројте. Добро, сега не знаеш да ги број, не можеш да број. Може си повеќе, знаете, бројките, ние не се занимаваме со бројки, важно е да... Ние како новинари од оваа страна добро, сега, да. Ви после дочуваме да ви го дадеме аплаузот за тие концерти. Благодарим. Дали имаме најави за тоа што ќе биде следно од ваков еминентен бенд? 30 години е прославата оваа 2024, но верувам дека веќе имате поставено следни цели како бенд и музичари. Што ќе биде новото поглавје сега? Пред се да бидеме здрави и живи, тоа е најважното за да можеме да твориме. Идеи и планови има. Песни и тоа како има. Тоа да. Сега не работиме со тоа темпо како што сме работеле кога сме биле пред 25-30 години кога почнувавме, затоа што сите имавме толку слободно време, сега сме фамилиарни луѓе и
врските некако си го наметнуваат своето, меѓутоа кога станува збор за синтезис, секој пат кога ќе се договориме, тоа се почитува и имаме песни што планираме да ги реализираме со Господ напред. Ова сакаш да ми најавиш дека следува студиски албум во подготовка и го најава? Се надеваме. Да. Чекај, сега молчиме да размислам што да кажам пред Не, тебе. знаеш, ние сме прескромни од секојаш и кога сме се враќали од турнеи долги и се никогаш не сме пумпале тоа по вестници, ние сме тие, ние сме ова. Кога се случува? Тоа ние не Знаете држи како, заедно. ние ова го работиме, ќе земеме народна песна или нешто ќе создадеме ние, па ќе помине време, ќе го склопиме пак. Не сме по секоја цена до нова година мора да издадеме цена. Немате притисоци за календар. Треба некако тоа да се самото од себе да стигне некоја температура за да излезе. Иве, баш сликите кои што кружат, емоциите се тие, да. Можат да ја доловат баш таа емоција која што сподели и Марко, зборувам за концертот, зборувам за овациите кои што вие ги доживеавте, но прашањето ми е како после 30 години постоење изгледа моментот кога ќе излезете на сцена пред домашната публика, за која што нели секој пат се вели дека е можеби најтешката или најкритичната. Да знаете дека има големи очекувања од вас како бенд со оглед на постоењето. Дали е исто чувството како на почетокот и сега? Одговорноста пред секој концерт е исто. Сега со тоа што свириме дома пред домашна публика и ни беше јубилеј, секако сите некако имавме некоја позитивна трема, меѓутоа со текот на годините тоа сме го надминале, така да не беше никаков проблем да го отсвириме тоа што е замислено. Ама секојаш си правиме избор каде и што, не ги свириме, имаме многу материјали, колку се 8 CD-а и DVD и така натаму. Така да беше малку проблем што ќе свириме на овој концерт. Зашто да свириме? Изборот имавме. Почнавме од 95-та како сме звучеле со една спојна композиција и завршивме со она што е последното, ама така ги водевте по годините или мешавте? Не, мешавме, али почнавме со 95-та како сме звучеле. Така да и сепак направиме еден редослед. Подсетиле. Едве беше, проблем беше, еде вика ова да живеме, вика ова, ама на крај кој пресекува во бендот? Или? Пресекува, не го викам пресекување, мене ми се навелите во обврски да трчам, па што сум најслободен да организирам. Организацијата е најтешка, да знаете, вако концерт да се направи е многу тешко. И да не забораваме и турнеите кои што изискуваат многу енергија. Јас секој пат сум се прашувал, нели како се издржува да речеме катадневно таа целосно турнејата да ја издржиш, па правиш животни перформанси, а друга страна пак жртвуваш семејство, пријатели, конекции, ама по друга страна друго добиваш, се сека балансот веројатно. До пред 5 години до короната беше многу патување. После короната некако падна целата приказна. Имавме еден пријател менаџер од Шведска кој ги правеше концертите, имавме многу пријатели. Тоа време почина некој од нив. Така да беа помлади, беа малку постара, ама нема везе се најал да дојдеме само да ги препакуваме коферите и пак дојдеме. Би создале повторно таков габаритен проект да ја отпатувате повторно на Европа и светот? Не, добар проект, да, за габарите не знам. Ние сме спремни сега, како што каже и Шуте, со појавувањето на короната некако се спласна и сите тие буџети за финансирање надвор од државата. Се прво што се удри на кратење на буџетот на култура. А ние не сме баш мала група, сме десетина луѓе, така да сето тоа. Морам да кажам, извиниш, дека прекинам дека се тоа е направено од љубов, не е финансиски. Тоа се гледа и луѓето го препознаваат. Едноставно затоа се сите вработени, од ова ние од љубов го правиме повеќе него што го правиме за финансии. Нормално не можеш ни без пари да отидеш. Ама не е нешто да се заработи. Од ова бидејќи ние сме стварно габаритна група. Само пред крај, со оглед на тоа што се 30 години во прашање, верувам дека и публиката се менувала, сте израснале многу генерации, но веројатно има и нови кои што слушнале за синтезис благодарение на мама и тато кои што им пуштале по дома. Дали во публиката имаш и млади луѓе? Дали има се уште млади луѓе кои што ја ценат и любуваат вашата музика? Па концертот се продаде релативно, да кажеме, 70-80% многу брзо и меѓу нас имаше дискусии дали да се прави втор, дали... Меѓутоа, со салата бевме ограничени и одлучивме да биде само еден концерт, зашто така и го најавивме без гости, имавме и гости на концертот, кои што сметавме дека треба да се појават со нас. Аба имате и снимено со нас. Да. И... Најавуваме као гости. Сега, има обработки на овој девојче
покрај тоа што ја снимевме со Тоше, има некои верзии во техно варијанта. Сакав да го така поздравам. да со Деловски, така да... Со Филип, така беше? Да, со Филип. Беше токму баш објавувањето на неговиот звук на синтезис и Тоше. Така да можеби и преку тие обработки се доаѓа до оригиналната, да кажеме, песна како сме ја создале ние, така да верувам дека има и млада публика. На тој публика. начин се допира до малку поинаква публика. Мене Оливер Белопета, кој го знаете сите, директорот на Джез фестивалот, пред некој ден ми кажа, вика, знаете што беше, имавте озбилна публика, имавте средна генерација, а имавте и млади луѓе. Немавте само, со извинување, да кажам, шетачи кои шетаат на джезот да ги видат. Имате озбилна публика. Озбилна која стварно со овации припрема. Сега ќе се ставиме ние во категорија, ајде на едниот помладите, меѓутоа веќе и во една поинака класификација би се ставиле Цеце и јас, бидејќи ние растевме од наше село и да веќе така ги памтиме, ги помниме баш убавите и мигови секој пат. Добро, и вашата професија е таква, новинарите мора да пратат. Меѓутоа и надвор од професијата секој пат имаме, знаете кога пуштате домашен джукбокс некој, знаеме дека го пуштаме джукбоксот на синтезис. Тоа е убавото, кога имаме 8 студиски албуми, можеме да уживаме со синтезис вистински. Само да прашам на крај, бидејќи имате многу документирани видеоматеријали од овие над 500 концерти, како велице сите континенти некако ги имате нели во ракав, не знам колку сте почувствувале да ги посетите во метрополите, меѓутоа дали, не знам се со Шуте сме се сретнале многу пати во националниот сервис, знам дека имате документирано, дали некој пат сте направил некаков документарен филм за синтезис и дали такво некако поглавие можеби да има за синтезис? Па документарен филм снимивме ние како група се издаде. Значи имало, добро. Да, се издаде монографија од нас, има DVD издание од концертот со Македонска филхармонија во Универзална сала. И тоа се 8 студиски албуми имаме и плюс компилации што се давани, еве во Шпанија Резистенција има наши изданија, преизданија на нашите изданија. Така да не има. Присутни се. Да. Не, само сакам да кажам дека и ние со многу од цела Европа и целиот свет со многу нели симфониски оркестри свиревме. Свиревме и со Шпанска филхармонија, и со Казахстанска филхармонија, со Нишка филхармонија. По Виетнам свиревме со Нишката филхармонија, така да целиот наш материјал е распишан за симфониски оркестар. Што ние бевме први кога се вративме од, мислам, од Англија, од Америка се вративме. Од Америка, да. Вративме од Америка и за прв пат во Македонија отсвиревме оваа музика, наша етно музика со симфониски оркестар. И тоа беше баш истото скоро доживување кој што го доживеевме сега, да го доживеевме тоа во Универзална зала. Кога се работи со љубов, луѓето ја препознаваат работата. Верувам дека и ќе имате уште долги години музичка кариера која што ќе биде успешна и луѓето ќе ја препознаваат и ќе ја ценат. Ви благодариме многу за гостувањето. Додека стигнеме до 50-ката, да се гледа почесто и да најавите нов 9-ти поред тоа не го може да му се да продолжам со нив, они ме одржат. Без сомневање, супер, без сомневање. Благодариме на поканата и јас би сакал да се заблагодарам на сите оние луѓе, телевизиски режисери, сниматели, сите спонзори, сите луѓе кои што сите овие години пред се биле наши пријатели и тоа го правеле од љубов, а не од некоја корист, што ни помогнале за да ние обстоиме 30 години. Ви благодарам уште еднаш.